знам што да правам советник. Не еднаш за ова нешто сме се расправале со царицата. Ама ете, не можеме да се разбереме. Пак ли за меаните, виното и ракијата? Па тоа еднаш го решивме, честити царе. Тоа го решивме кога беа сите советници тука. Така е. Не молчи сега, царице, туку зборувај, ајде. И нема да молча. Ама ќе кажам нешто што нема да те бендис. Еве вака, да знаеш. И другите да знаат. Тој пред вас не сека да се прави тиранин и да ви клава закони насила. Ама ова сакам да се знае. И тој мисли како мене, само не сека да каже. Царице, полека, не се договоривме така да зборуваш. Мора еднаш да се каже. Мора да се каже и нека се знае дека за Атер ваш и на луѓето не може царот да си клаи закони какви што мисли дека се добри и праведни. Јас сакам да чујам што мисли царот. И немој, царе, за наш Атер да не кажуваш. Треба да се каже. Што има да се каже? И јас, како и царицата, исто сум наумил да се затворат сите меани и да не се продава вино и ракија. И да не кажувам пак, оти многу пати сум кажувала колку зијан има народот од тоа пиење. Да не кажувам, знаете. За зијан има зијан, пресветла царице, има. Ама има и некои што си пијат од кеф. Па не бива сега заради некој што си го испил умот, некој друг што сака да се развесели да му го земи шубаот. Не бива, пресветла царице, не бива. Големо зло има во народот од пустото пиење. И вистина, ако го земеш и го клаиш на кантар, пиењето и непиењето, ќе видиш оти треба да се забранат сите меани, и поиќе да нема вино и ракија, и поиќе пиени да нема во царството мое. Да се викнат пак сите советници и пак да се расправа за истиот тој закон. Мора еднаш да се клаи ред во ова царство. Јас мислам, пресветла царице, оти поано ќе биди да поразмислиме уште еднаш пред да се собереме за тоа да решаваме. Ќе не земат на подсмев, пресветла царице, а во царштината има многу поважни работи од тоа. Да го ставиме тоа за други времења. Тогаш оди си. Излези од овде. И да не остаеш сами со царот да си мислиме. Со тебе нас само не можем да мислам. Ти само зборуваш. Како ќе мислам? Советнику, ај излези ти малце, сетне ќе ве викнам сите. Ти да не си пил нешто? Јас? Аха. Па капка ракија оваа недела в устата не сум клал, зошто? Оваа недела? Те држи од минатата. Зошто, што? Како можеш вака пред советникот? Зборуваш. Па зборуваш, што правиш друго? Не можем да мислам од тебе. И што има да мислиш? Јас мислам за тебе. Ке ги затвориш сите меани и готово. Не сакам ни да зборувам. Не биле меаните бадиела измислени. Вака, кога те слушам, ми иди да стара се додам, да се напијам. Така, знаеш, ти не можам да те слушам како зборуваш. Ете, гледаш дека пиењето не тера на арно, туку на лошо. Слушај, ја измисли го тој закон и клај го кај што треба, ја ќе те оставам. Ќе те оставам, нека ти се смеат сите цари и говедари. Нека се чуе дека царица цар оставила, така да знаеш. А ти сакаш мене да ме направиш како оној цар што сакал во неговото царство сите луѓе да бидат праведни? Ја знаеш таа? Не ја знам и не сакам да ја знам. Треба да ја чуеш, ќе ти ја кажам. Оти затоа останало од век да се прикажува, оти има што да се научи. Ќе ја слушаш да ти ја кажам? Нема да те слушам. Па јас не те слушам тебе за меаните, така да знаеш. И кажи ја. Си бил еднаш еден цар, што сакал сите луѓе во неговата царштина да бидат праведни. Сакал со закон да ги натера, да бидат сите праведни и добри. И решил тој цар еднаш да се прошета низ царштината, да види како му живее народот и што треба да направи да ги направи добри и праведни. И кога го виделе царот,
сите луѓе пред него се правеле добри и затоа приказната не тичи ни ништо. Женски ум. Не ти текнува дека тој цар не се шетал по царштината со царска руба, туку тој се направил просјак и така тргнал низ царштината, да не го познаат, се направил тебдил и си одел така како питач, си одел и дошол до една голема куќа кај што имало многу саати. Како не? Питачи не пуштаат во големи и богати куќи, па уште со многу саати. Види ја сега. Бе, таква е приказната. Еве, да речеме дека во таа куќа живеел еден светец што бил многу милозлив и го пуштил да влезе внатре. Ете, така бидува. Не, ај така може. И што после? Кога дошло 12 саатот, фатиле сите саати да бијат 12 пати. Ама не биеле сите наеднаш. Едни почнале да бијат сега, други сетне, некои дури биеле од кога првите завршили и така се испобркале сите саати. Царот питач фатил да ги мести саатите, да ги дотерува да бијат сите наеднаш. Што сакаш да ми кажеш? Ништо не те разбира. Чекај да завршам, па може би тогаш ќе ме разбереш. Испосникот го гледал царот питач како се мачи со оваа работа. И се чекал царот да дојде 12. И кога дошол саатот 12, почнале да бијат сите саати, ама пак не биеле во исто време. Едни сега, други сетне, некој кога едните завршиле и почнал царот питач да се мачи, пак да ги дотера. Го гледал испосникот, го гледал, вака, и му рекал: човече, што сакаш ти? Сакаш сите саати да ги направиш да бијат во иста дахика. Не можеш, бре, човече, тоа да го направиш. Оти вака е. Ако може во светот да има се честни и исти луѓе, тогаш ќе можеш и саатите да ги дотераш да бијат во иста дахика. Чунки во светот има секакви луѓе, и арни, и лоши. Кога чул царот питач ова, се сетил нешто. Се сетил зошто тргнал тебдил по светот. И тогаш си рекол: дај да си се вратам дома и да си гледам царштината. Праведните да ги наградувам, а неправедните да ги накажувам. И сега, што велиш ти на ова? Молчиш, оти ништо не си разбрала. Се сум разбрал. Само не можам да разберам зошто ми ја кажуваш приказнава токму сега. И како го врзуваш тоа со мејаните и пиењето, тоа што го зборуваме? Па се врзува. Ај размисли тропојќе. Па и во мејаните не идат само пијаници. Идат секакви луѓе. Идат пазарджи, муабетчи, идат джамбази. Сакаш да кажеш да тргнеме и ние по мејаните и да видиме каква е работата, а? Не, па така. Бидува. И јас сум за тоа. Да тргнеме. Ќе видиш каква е работата, после и самиот ќе бараш да ги затворат. Јај, прво да видиме, сетне ќе му абетиме, да го викнам советникот. Советнику, ајде да вамаме. Што решивте, честити цару? Царицата каже една убава работа. Вака ние можеме севес ден да се расправаме и пак ништо да не решиме. Вака ќе направиме. Ќе се облечиме. Тебдил ќе се дуздисаме и ќе ги нисаме по царштината. Па ќе видиме таму, по меаните. Ако не е нешто лошо, ќе ги оставиме меаните, нека стојат. А ако се прави лошо, тогаш ќе ги затвориме сите меани во царштината. Ама ќе мора да се преправиме, да се дуздисаме некако да не познаат. Така, ама да се дуздисаме така, ни богато, ни сиромашно, да можеме во секоја меана да влеземе. Ајде, да почнеме веднаш, а? Ете, поминавме неколку меани и нигде не видов нешто поради што би требало да се забранат меаните. Имаше, во многу имаше пијани.
А во еден пијан се караше со меанџијата и не сакаше да му плати. Имаш. Не беа, сите некои си муабетисува, муабет си прави, а пресветла царице не е то. Што? Не викај ме пресветла царице. Добро, така сум навикнат, така сум. Добро, слушај се, ајде, оти пристуде баги, да одиме уште во една меана и за денеска ќе биде доста. Утре ќе продолжиме. Така, ќе влеземе во следната што ќе не идеме. Ајде, вете на отепа, ајде. Ау, нови гости ни дојдоа. Додам да ги прашам што сака, да ги пречекам, а? Само за пречекување се. Што ден денеска беше, та само вакви гости ни идат. Погледни ги. Пуста сиромаштија, а уште и жена повеле со нив. Сигурно се патници оддалеку кога ја повеле. Овдешните жени не влегуваат в мејана. Оди, прашај ги што сакаат. Меанџи! Меанџи! Да? Дојди вам. Дај ми ти празен, бе. Дали си уште трички да дојдеш? Чекајте. Доста беше за денеска и утре има ден. Ај, шо рече? Чек. Колку ти тоа доста е за денеска? Па не е доста. Денеска сум решил да пијам, денеска и ке пијам, утре не ми е дено. Ај, ходи се јадно. Добро, еве сега ќе ви донесам. Умов си го испивте денеска. Абе, Мито, ако си го испил неговиот ум, а не твојот. Ајде. Јадење сакаме, а пиење не треба. Кај нас жените не зборуваат за такви работи. Кажете. Јадење за тројца. Аха, а за пиење нешто, пред јадење, со јадење, после јадење, вино, ракија? Не, само 3 чаши студена вода. Ваша милост. А за јадење? Аме, вака можете чорба, граб, шо било, само лајца да игра. Се имаме, се, ваша милост. Веднаш. Гледате? Гледајте ги сега овие тројцава. Се гледат голи пиштоли. Вода во очите нема, пијат, парите и за вино, за ракија. Добро, да се збудалат уште повеќе од што се збудалеле и досега. Потивко може да не чујат. Ке се налудат после кузне што ќе не снајде. Што се рекло пијан манит. Туку да гледаме, оти после треба да судиме, нели? Нека ме чујат и заслушање. Оста бе, царице! Хоќе ти ја влепа метна, знаеш, кај ќе се најдеш. Немој јунак овде да ни се правиш, кој знае. Кој си и што си, ништо. Потивко ќе те чујаш. Повелете. Чујат, тие самите не се слушаат, мене ке ме... Фала ви. Ти ќе ми кажеш мен. Мъчи бе, знаеш ли што ќе ти направят? Те грабна тука. Абе, на небото ќе те фрла, ей. На небото ќе те фрлат на небото, памук ќе ти се види. А с тие палци ја така гркляна ќе ти извада. Ти ќе ми кажеш голтар, па ти си поголем голтар од мен. Кој бе поголем? Абе, види се, како. Ти си бил поголем голтар. Абе, знаеш кој те грабна?
Ќе зема мојата кола, ќе впрегна 2 бели кона. Шо? Ама ти нема да си на колата, ќе те врза да се влечеш зад колата като прашина има да Браво, браво. Тречо. Абе, ми... Чичко Ристо, цели малко вече да видиш. Ти мене ќе ме врзеш на колата. Да, јас со коњите ти ќе ме врзеш. Да. Не бе, Бошко, не врзеш. Слушай се. Шо, и шо? Не 2 бе. 4 бели кола ќе му врзам. И ќе зема мојата најубава кола што ја имам од сите. Која кола? Ќе влечем. Чекај бе. Ти ќе ме врзеш, ако то оставам јас да ме врзеш. Јас пред тоа, знаеш што ќе ти направам? Што ќе ми направиш? Чекај да видиш. Чекај да видиш што ќе ми направиш. Чекај бе малко. Баш да видиш Бошко да кажеш. Јас тебе ќе те врзам, ќе те однесам право кај мене во Сарајот. И ќе те качам горе на највисоката кула и одозгора. Вака врзан да висиш. И сите мои слуги ќе проаѓаат и никој не смее да ти помогне зашто им Бошко, чека ме Чичко Ристо, сите ќе се плашат од мене, страв ќе им бие, ти ќе ми кажеш. Само Бошко не те плаши. По очите му гледам дека иска да го утепам. Кого бе, Бошко? Кого бе, држ го бе, држи ме да го утепам. И Сарај, и сите измечари што ги... Кој спомна Сарај, бе? Ти спомна ме Сарај. Немам ја Сарај, немам ни јас. Еве ракија полека. Еве ми то по една. Ајде за душа на Бошко, чекај бе, Чичко Рисо, бе, што си за... Чекај бе, ти сеја пат... За Бошко, што се, кој се караш? Не за Бошко. Умот си го испирте, бре, седи. Полека. Ајде на здраве. Ајде на здраве. Со ноштина покрај вози тебе море не те најдов срце ми се за Сарај Со песна. Бошко да не некоја страна, Не може многу солено го направиле, сол. Ти водичка малку написи. Не. Него и се тоа што ќе. Каснавте? Каснав метро. Простете, ова не им е прв пат. Ама ние сме свикнале. Поведете Есапот, така се чини, ама не се лоши луѓе. Испија тоа повеќе и затоа. Како е дењето? Дењето, убаво беше. А овие, мислам, често вака се расправаат. Од време на време, како кога. Имате расправи и така. Така, понекогаш како кога. А има и полошо. Што? Па секакви луѓе има, секакви. И лоши, и арни. Саатите не бијат 12 во исто време, не ли? Па и луѓето така. Некој таков, некој вако. Така е, ама ако не беше пиењето, ако не беше ракијата, неке се расправаат толку и не ќе дојдеше до ова. Не треба да се дава ракија и вино. За тоа не знам. Па не измислив јас ракијата. А лошиот и без ракија е лош. Арниот и без вино си арен. Лош е, ама не е безумен. Гледате? Гледате докаде се дојде не од ракија, такво богатство да имаат луѓето, да се направат за никаде. Какво богатство? И па како не ли слушате што зборува? Коњи, сараи, злато, лири. Ама какви коњи, какви сараи, какво злато. Голи како пиштоли се. Ништо не Туку, слушајте, со ракијата си го креваат умо да се радуваат. Со ракијата се умо си го креваат. Инаку, питачи се путрите. Питачи! Сполајви за ова што ми го кажавте. Еве Меанджи се, да ти дам некоја паричка за јадењето.
Една, две, три, четири, пет. Ајде, 6. Ајде сега да се одиме ние, лека по лека. Ајде, останете со здравје. Ајде, ќе рисувай. Ајде. Ајде со здравје. Со здравје. Кој рече бе Божко? Джамба за тој. Овие за гледање за никаде, ама домакини луѓе ќе да се... Да, бе. И што мислите сега, а? Одевме, шетавме, гледавме. Што мислите сега? Као да правиме, као да чиниме? Честити цару, да оставиме како што е од старо. Секој има ум и разум и нека гледа како му е најавно. Така. А ти, царице? Што? Мене не ме прашувай. Јас си мислам тоа што си го мислев и порано. А сега, од која го видов, ова што го видов, Од кога го видов, тоа што го видов, јас знам што треба сега да направам. Ќе си оставам така да биде, како што си е досега. Оти тие, сиромашните, видовте какви јунаци стана, какви чорбаджи, море сарај, море на коњи се качува, море со злато се сторија. Зошто да им ја одземам таа радост, а? Ќе ја оставам така. Чунки за виното и за ракијата треба секој сам да си донесе свој закон, со својот ум и со својот разум. За ова се е кажано, се разбравме? Така ли е, советнику? Така е, честити цару, така е. Е,